Прво најавија демонстративно напуштање на владата ако францускиот предлог помине, но сега тактизираат. Пратеникот и лидер на Демократски сојуз на прашањето на Алфа како ќе гласа за предлогот на Макрон во собранието и дали се уште е на ставот дека ќе ја напушти владата. Вели дека во моментов нема партија што може да каже како ќе постапи и додава дека во собранието ќе се формира работна група за францускиот предлог. Нема да има предвремени одлуки. За сега се подготвуваат заклучоците. Кога ќе дојдат, ќе има расправа и ќе одлучиме дали да ги поддржиме. Најлесно е да се даде популистичка изјава. Во моментов нема партија што може да каже како ќе постапи. Моите заложби се во овие процеси да се вклучат и опозицијските партии. Не може да градиме вакви стратешки одлуки без широки консултации. За тоа како ќе постапат во законодавниот дом и дали остануваат во владеачката коалиција и покрај најавите дека владата го прифаќа предлогот, пратениците Моника Зајкова и Боби Мојсовски од ЛДП не одговорија со образложение дека биле на состаноци. Истиот одговор ни го даде и пратеничката од дом Маја Морачанин. И првиот човек на ЛДП најави излез од владата, но откако неколку дена го немаше да се произнесе, конечно вчера за дел од медиумите кажа оти сега сепак ќе действувале во рамки на владата. Во овие околности, кога има диаметрално спротивни размислувања за ист документ, нас ни е неопходно да ги видиме сите факти, со цел да не направиме некаква грешка при донесувањето на одлуката. Најголем проблем за нас е образованието и историјата. Нашиот став е во Европската Унија да влеземе како македонци, а не како втора бугарска држава. И НСДП на Горан Мисовски беше категорично против францускиот предлог. За по неколку дена целосно спротивно да се изјаснат дека за нив тој стана прифатлив, со образложение дека темелно го анализирале па се предомислиле.